Чест ми е да ја представам Република Македонија како домаќин на дигиталниот самит за земјите од Западниот Балкан во 2018 година. Неодамна на состанок на Регионалниот совет за соработка во Сараево беше договорено наредната пролет Македонија да биде домаќин на овој настан во рамките на Берлинскиот процес. Како дел од тековниот регионален диалог, самитот ќе биде прв од ваков вид и со ваков профил во регионот. Самитот ќе го представи регионот во позитивно светло, како интегрален дел од процесите на глобално ниво и како дел од растечкото дигитално семејство. Самитот ќе овозможи видливост, регионален диалог и регионална сопственост во светло на европската интеграција. Република Македонија во континуитет ги поддржува процесите за зајакната регионална интеракција. Берлинскиот процес, како значајна политичка и дипломатска иницијатива и платформа за соработка, нуди низа можности кои не само што ја стимулираат регионалната комуникација, туку истовремено мотивираат и овозможуваат за забрзано темпо на патот кон Европската Унија. Во тој дух зборувавме и во Трст, утврдивме приоритети, споделивме заложби и дадовме завет дека ќе работиме и ќе испорачуваме. Стабилен и економски просперитетен регион претпоставува стабилна и просперитетна Европа. Како една од приоритетните цели и предуслов за одржлив развој е потребата од инфраструктурно поврзување. Градењето мостови на соработка не треба да биде само декларативна заложба, но покрај патишта, пруги и коридори треба да иницираме и мостови на електронско поврзување. Воспоставувањето единствен дигитален пазар е еден од врвните приоритети на Европската комисија за периодот 2015-2019 година. Дигиталната агенда е важна и за нас. Дигитализацијата ќе овозможи низа нови можности и перспективи, ќе не направи покомпетитивни, ќе минимизира бројни бариери и ќе олесни комуникацијата меѓу граѓаните, индустријата и бизнес заедницата. И онлайн, и офлайн. Крајна цел – поврзување, зајакнат диалог и европска интеграција, дополнителен стимул за двигателите на промени во оваа насока. Светот се трансформира, мора да се трансформираме и ние. На подобро и во хармонија со новото време и новите трендови. Македонија како домаќин на самитот се наметнува како активен чинител во сферата на регионалната соработка. Посветени сме на градење мостови на соработка и отварање нови перспективи за нас и за целиот регион. Инвестирањето во добро соседство и регионална соработка представува инвестиција во нашата и во европската иднина на регионот. Република Македонија е преубава, или можеби тоа е оксиморон, прекрасна на пролет. Убеден сум дека ќе бидеме добри домаќини, познати сме по традицијата на гостопримство, и на високите гости од светот на политиката и модерните технологии и иновации ќе покажеме домаќинлак. Да се надеваме дека самитот ќе биде предвестник на нови можности, перспективно за дигиталниот свет. Во реалниот свет, наредната пролет очекуваме и позитивни перспективи на политички план на нашиот пат кон Брисел и за ЕУ и за НАТО. Тоа ќе биде добро за нас, тоа ќе биде добро и за регионот. На крајот би сакал да им се заблагодарам на членовите на работната група за нивниот придонес кон предлог идеите за дигиталниот самит, на сите оние што беа вклучени во дипломатската промоција на нашата кандидатура, имавме известен надпревар и со други земји од регионот, за поддршката што ни ја даде Берлин, Германија, како иницијатор на Берлинскиот процес, и да го покана министерот Манчевски да го представи концептот за самитот. Еден од аргументите зашто токму Македонија треба да биде домаќин беше и динамичноста на министерот Манчевски. Благодарам на вниманието. Добар ден. Благодарности и до министерот Димитров за потенцирањето на важноста на самитот и за целото залагање околу организацијата за добивање на дигиталниот самит. Со подпишувањето на акцијскиот план во Трст, владите во регионот, поддржани од страна на Европската Унија, покажаа колку е значаен дигиталниот развој за Западен Балкан. Како дел од спроведувањето на акцијскиот план, имаме чест, но и пред се голема обврска и одговорност
Македонија да биде прва земја домакин на одржување на регионален дигитален самит. Заложбите на оваа влада не е да работи сама, туку заедно со сите засегнати страни. Токму заради ова, при подготовката на концептот за првиот дигитален самит, ги вклучивме и представниците на бизнис секторот, на универзитетите, но и представниците на граѓанското општество, кои работат во областа на информатичкото општество. Нивната поддршка ни е од големо значење. Непоследно, пред оваа пресконференција, остварив и уште една работна средба со нив, за уште еднаш да се заблагодарам за нивното активно учество, но и да се договориме за следните чекори. Разговаравме да бидат активно вклучени и во останатите фази на подготовката на дигиталниот самит. Воедно, би сакал да упадам и покана до сите останати засегнати организации и представници кои што можат да придонесат и да се вклучат во организацијата на самитот. Само на тој начин дигиталниот самит во Македонија ќе представува позитивен пример и модел што ќе треба да го следат и останатите земји од регионот. Според предлог концептот, презентиран на состанокот на регионалниот совет за соработка во Сараево, дигиталниот самит ќе трае 2 дена, а ќе бидат опфатени неколку теми. Меѓутоа, главните теми ќе бидат дигитални мрежи и услуги, поврзување и пристап, доверба и безбедност, како и дигитални вештини и дигитална економија и општество. Овие сите теми ги обединува дигитализацијата, тоест 4-та индустријска револуција, каде што неизбежен дел, за жал, стана и лажните вести, односно фейк нюс. За предизвиците од оваа област ќе организираме посебна работилница. Особено внимание ќе посветиме и на дигиталното поврзување на земјите во регионот, зашто многу брзо ќе бидете сведоци и на една поголема регионална иницијатива. Дигиталниот самит предвидува и експодел, каде дигиталните ИКТ компании ќе имаат можност да ги представат своите остварувања. Ова ќе представува единствена можност за македонските ИКТ компании, за образовните ИКТ институции, за иноваторите и предприемачите да ја презентираат својата работа и да остварат соработка со лидерите од Европската унија од регионот, како и да го прошират својот бизнис во овој регион и во рамките на Европската унија. Ме представува задоволство да ме информирам дека одлуката дигиталниот самит да се организира во Македонија е поддржана од регионалниот совет за соработка и од германското министерство за економија и енергетика. Промените во дигиталната сфера се одвиваат со огромна брзина. Искрено верувам и очекувам дека дигиталниот самит ќе ни помогне да погледнеме во иднината, да отвориме нови прашања и предизвици, за да бидеме подготвени за промените кои што доаѓаат. Благодарам, доколку имате некакви прашања за мене и колегата, велете. Оле. Како ја коментирате изјавата на Хојти дека Македонија е се поблиску до решавање на спорот, со името на што се должи тој оптимизам? Па има обид да се создаде една позитивна клима во тој процес. Јас би сакал покрај убави зборови да има и конструктивни ставови, бидејќи тоа во основа ќе биде клучно. Така што факт е дека тоа беше еден процес што беше во застој подолго време, беше во застој меѓу другото и поради тоа што се наметнаа други прашања што сами по себе представуваа пречка на нашите интеграции покрај или градејќи над пречката на разликата околу името. Демократскиот пат, проблемите со зависно судство, проблеми со неслободни или слободни медиуми и бидејќи има еден сериозен напор со политичката промена што ја доживеа Македонија, да се работи на отстранување на овие пречки и има известна лекција што се случува кога ќе затворите една земја кандидат во чекалната предолго време. Можно е да се изгуби компасот, тоа нас не се случи. Од тука има една
политичка волја и еден оптимизам да се извлече лекција и да се отворат вратите. И оттаму и вакви охрабрувачки пораки. Има ли нешто конкретно, некакви конкретни најави за средби се Ќе има средба овој месец, при крај сме со утврдување на датумот на ниво на преговарачи. Во оваа прва фаза нема да има посета на медијаторот Нимиц на регионот. Ќе почне прво со преговарачите и така натаму, ќе видиме како ќе оди. Најверојатно ќе се случи тоа овој месец и ќе бидете информирани штом сето тоа се дефинира, најверојатно од неговата канцеларија. Па ние по тоа ќе превземаме. Дали е утврден распоредот за решавање на проблемите со името за Македонија да влезе во НАТО на самитот на пролет и дали може да се очекува отстранување на спомениците од Скопје 2014 како што најавуваа грчките медиуми? Не знам што мислите кога велите распоредот. На што мислите кога велите дали е најавен распоредот? Дали е утврден распоредот? Имаше пишувано дека треба да се утврди распоред за решавање на проблемите за името и останатите политички проблеми за влез на Македонија во НАТО. Она за што разговаравме на средбата во Солун, нели имаше средба на 4 држави, Грција, Македонија, Албанија и Бугарија, меѓутоа имавме билатералка со министерот Коцијас. Во основа разговаравме, можеби на тоа мислите ако е распоред. Разговаравме во кои области и како можеме, таму каде што имаме сродни интереси или еднакви интереси, како да ја развиеме соработката во тие области, за да создадеме една позитивна клима, која што ќе на некој начин ја заокружи областа каде што имаме очигледни разлики, како што е разликата околу името. Така што рано е нешто конкретно за тоа да се зборува. Тогаш разговаравме за соработка на ниво на невладини организации, академци или универзитети, некои други конкретни работи, меѓутоа може би заеднички одговор на летни пожари, тоа беше спомнато, да речеме, нешто што е многу конкретно и видливо и така натаму. Мислам дека многу е поважно што се прави, отколку што се најавува. Така што и за вториот дел од вашето прашање, генерално нашата политика е да одземаме аргументи и причини на оние кои што би сакале блокадата на нашиот европски и евроатлантски пат да остане. Разликата на сегашната надворешна политика во однос на претходната е што претходната, за жал, даваше аргументи на оние политички сили кои што сакаат, кои што не се посебно заинтересирани да се отворат вратите за Македонија. Ние сме заинтересирани да нема такви аргументи. Не само да не даваме, туку и да одземеме. Благодарам. Нема баш прашање за дигиталниот самит. Јасно тога. Да. Уште не е сосем утврдено, веројатно април, можеби мај. Мај има друг голем важен самит, самитот за Западен Балкан во рамките на ЕУ, што ќе се одржи во рамките на бугарското председателство со Советот на ЕУ во Бугарија, така што можеби април, предстои преговарање, договарање, координација со другите актери. Така што поверојатно ќе биде април месец. Благодариме на вниманието.